Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Еве се ближи крајот на октомври и за среќа надвор гледаме времето се уште не држи. Уште има сонце, иако преку ноќ е ладно. Врие од настинки и вируси, но реков дека се надевам дека сте добри. Тука на почетокот на епизодава, пред да навлеземе во темите кои ќе ги коментираме денеска, би сакал да ви кажам за една мала новина во врска со емисијава седмица. Веќе некое време ме критикуваат зашто освен што емисијата емитуваме тука на Алфа, многу малку е застапена на социјалните мрежи. Пред се на YouTube, Instagram и слично. Така што денеска направивме нови канали или нови страници каде седмица ќе биде полесно достапна. Па така на YouTube, Instagram и наскоро на Facebook, доволно е да напишете седмица со Коле Чашуле и веднаш ќе можете да го најдете каналот каде ќе биде постирана секоја нова епизода. Во исто време на овие канали од сега преку недела ќе се обидам и да постирам и кратки видеа на коите ќе коментираме некои од дневните теми. Така што би ве замолил да тркнете на YouTube, да побарате седмица со Коле Чашуле и кога ќе ви излезе каналот, притиснете subscribe. Ништо нема да ве чини, а дневно ќе добивате известување за секоја новина. Така што освен што ме гледате тука на Алфа телевизија со премиерата и репризата, ќе имате лесна можност ако сте пропуштиле нешто или ако сакате подетално да видите, тоа да го направите на YouTube и на социјалните мрежи. Како што ви најавив, во текот на неделата таму ќе има и кратки видеа и коментари од дневните настани. Тоа е тоа околу оваа мала новина во седмица. Време е да ја започнеме и оваа епизода. Од каде не знам ни ја, затоа што толку многу работи ни се случија во изминатава недела, што тешко е да се одбере што попрво. Но нели, од некаде мора да се почне, па нека биде од овде. Општина Струмица официјално ќе го напушти ЗЕЛС. Јакимовскиот Карпош излезе со слична најава, а од заедницата бараат вразуменост кај двајцата градоначалници. Тие обвинуваат дека заедницата на единиците на локална самоуправа е партизирана, дека се работи по директиви од страна на извршната власт и дека првите луѓе на ЗЕЛС молчат за сите притисоци приредени од министри во владата. Проблемот со водата за пиење ја прели чашата во општина Струмица. Градоначалникот Костадин Костадинов е дециден. Вели се тера политика на грбот на струмичани и врз нивното здравје. Одлуката за напуштање на ЗЕЛС, струмичкиот градоначалник ја соопшти на социјалните мрежи. Напуштањето на ЗЕЛС е во знак на револт поради индиферентниот однос кон Струмица и нејзините граѓани во периодот кога тие се соочуваат со еден од најголемите предизвици, водата за пиење, која што представува основен елемент на животот, но и заради истиот однос по одбивањето од владата на единствениот проект од Струмица за реализација со средства од унгарскиот кредит. Општина Струмица како институција не е удостоена со ниедна писмена одлука од владата и нејзините институции, за нив дознаваме од медиумите. Членството ќе важи исклучиво за законските ингеренции на ЗЕЛС во однос на системите на општините, а за се друго сме надвор од ЗЕЛС. Градоначалникот на Скопски Карпош, Стефчо Јакимовски, тврди дека има многу причини за напуштање на ЗЕЛС. Застана во одбрана на неговиот колега од Струмица, ја повика и градоначалничката на град Скопје и таа да размисли да го направи истото. А до централната власт упати порака да се занимава со посериозните државни прашања, наместо да им прави сопки на градоначалниците од опозицијата. Кој е племе ова? Од каде дојде овие луѓе? Да не гласаш програми за работа и ај што не ги гласаат. Туку кој ќе ги изгласаме, ги обжалуваат во инспекторати и вршат притисок да донесат одлука таква како што тие сакаат. И ние мислам дека сето тоа треба да го трпиме. Ја прво не може да се изначудам да земеш власт во држава, да добиеш 460.000 гласови и да се бавиш, не знам, со Костадин Костадинов, со Стевче, со Данела, место да се бавиш со Брисел или со Вашингтон. Ја не знам како имаат време и како имаат живци да се бават со нас. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Кисела вода, Орце Ѓоргиевски, одговори на сето ова со повик за разум. Смета дека ваквите проблеми се решаваат на маса и со диалог. Најавите за напуштање од страна на општина Струмица и општина Карпош ги оцени како несериозни, ги повика колегите добро да ги преиспитаат потезите и да не ги држат во заложништво жителите на нивните општини. Секој проблем според мене се решава. Нема нерешлив проблем, освен нели ако е Бога тоа, се останато можеме да седнеме и да го решиме на маса, заеднички, доколку има интерес и доколку не се крие нешто друго во позадина на целиот процес. Вратата им е отворена, слободно може да дојдат, без со мене директно, единствено, туку и со целиот управен одбор, да продискутираме за одредени нивни проблеми. Верувам дека разумно ќе постапат и верувам дека можеби ова е моментален начин на кој што можеби сакаат и медиумски да добијат
за одредени теми достапност поголема. Градоначалникот на Карпош посочи дека председателот на ЗЕЛС не треба да биде од истата партија која е на власт, за да биде во положба ефективно да ги штити интересите на локалната самоуправа. Сепак Јакимовски прифати да се сретне со председателот на ЗЕЛС Ѓоргиевски и кажа дека одлуката за напуштање на заедницата може да биде преиспитана единствено во случај да се коригира односот на власта. Градоначалникот на Струмица Костадинов веќе извести дека денеска ќе испрати официјален допис до ЗЕЛС. Со реакција денеска се јави и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Вели ЗЕЛС е единствената асоциација на единиците на локалната самоуправа која што има мандат да ги застапува нивните интереси пред владата. И добро е и во иднина да остане така. Значи, Струмица дефинитивно го напушта ЗЕЛС, ете Карпош е на чекор, а некој во ова друштво сакаа да го стават и Скопје. Трите општини со тројцата најслаби градоначалници ќе напуштаат заедницата на општините затоа што, замислете се, жалат, имале проблеми со централната власт. Па немојте ви само. Прво и основно, кој вам, лично како градоначалници, ви дал мандат да носите таква одлука? Јас колку што знам за такво нешто, треба прво да има одлука на советите на општините. Второ, валјда треба да ги прашате граѓаните во своите општини, па потоа да се силите. И трето, ниту централната власт е виновна, ниту ЗЕЛС што вашите општини пропаѓаат и што вие лично како градоначалници сте неспособни. Да го земеме еве примерот со Струмица. Ова општина веќе 3 години ја води Костадин Костадинов, поранешниот портпарол на СДСМ, човек близок до поранешниот партиски лидер Зоран Заев и како што гледате човек кој повеќе милува да се облекува како Наполеон, Тито и слично, отколку да се грижи како функционира неговата општина. Еден од неговите најголеми успеси како градоначалник е што Струмица и граѓаните од овој град речиси еден месец се оставени без вода за пиење. Додуше вода има од чешма, ама таа не е за пиење. Чиста вода се носи со цистерни и мора да се купи флаширана. Токму така, Струмица речиси еден месец е без вода за пиење од чешма. Проблемот е што првично анализите на водата покажаа дека во неа има големо присуство на манган, а причина било намаленото количество на вода во браната Турија, која била заматена со калот на дојдените реки по дождовите. Откако некако успеа да го намалат количеството на манган, последното испитување што го направи Агенцијата за храна и ветеринарство покажа дека водата е полна со колиформни бактерии и затоа таа се уште не е безбедна за пиење. И сега за целиот овој проблем, според градоначалникот Костадин Наполеон Костадинов, виновни биле сите други, само не тој и неговото раководство. Обвинува дека централната власт му подметнувала, дека водата била исправна, но дека забраната што била воведена била чиста политика и подметнување. Значи сите се виновни, само не Наполеон. Нему му подметнувале. Интересно е што покрај Струмица водата не беше исправна за пиење, на пример во општина Василево, чија комунално предпријатие се снабдува со вода од истата брана Турија, а проблем имаше и општина Босилово каде имаше забрана за пиење на водата, иако тие добиваат вода од други извори. Проблеми за вода за пиење имаше во Гостивар и неколку тетовски села. За разлика од Костадинов, никаде не ги слушнавме градоначалниците на овие другите општини да излегуваат соопштенија и да обвинуваат централната власт за нивните локални проблеми. Втората голема болка на малиот Наполеон е што тој и неговата општина беа одбиени за пари од унгарскиот кредит. Истиот оној кредит што неговата матична партија СДСМ нели го квалификува како криминален, дека тоа биле пари од Кина, дека со него сме влегувале во должничко робство и слично. Значи за неговата партија овој кредит е криминал, ама нивниот градоначалник кука и се жали што тој не добил пари од истиот тој кредит. И не само тоа, туку малиот Наполеон аплицирал за парите со само еден проект и тоа веќе започнат. Да, проектот со кој аплицирал за унгарските пари е изградба на градски пазар, проект кој веќе се работи. За да започне проект со работа, нели треба истиот прво да подлежи на тендерска постапка, а за да објавите тендер за некој проект, значи веќе имате обезбедено пари. Што значи општина Струмица го изработила проектот, започнала постапка, имало обезбедено пари и што е најсмешно, за тој проект веќе има и поставено и камен темелник. И сега со истиот тој проект бара пари од владата. Малку нема логика, така? Имате проект за кој сте обезбедили пари, веќе сте го започнеле и сега за него барате пари од некој друг. Значи причината што малиот Наполеон е одбиен не е ниту партиски реваншизам, ниту некакви привилегии на други општини. Пред ова, туку неговата неподготвеност да си седне и да се изработи проект со соодветна документација, буџетирање, планови и рокови.
Може би да посветеше толку внимание на општината колку што посветува што ќе облече на маскенбалот, Струмичани ќе имаат чиста вода за пиење и ќе добија пари за некој аселен проект од кој ќе има ќар. Вака треба да се седат жедни, додека ете нивниот градоначалник си се маскира. Всушност сега ми текна, имајќи в предвид кој е неговиот ментор, нели Зоран Заев, може да сака да отцепи Струмица од зел и да ја приклучи онде кон бугарски Петрич. Може би звучи смешно, но знаејќи со кого си имаме работа, ништо веќе не може да ни изненади. Во однос на заканите на Карпош и Стефче Јакимовски, мислам дека и навистини сувишно да коментирам. Кога ќе заврши со сите оние судски процеси, тогаш нека седне и нека кажува кој што ќе прави. Да не беше ВМРО ДПМН, никогаш повеќе немаше да стане градоначалник. А сега откако го избра, трча да тропа на вратата кај малиот Наполеон. Тоа се, драги мои, двете општини кои велат дека се подготвени да го напуштат Зелс и кои се жалат на притисоци. Што се однесува на лобирањето, тоа да го стори и градот Скопје, хајде да го видиме и последниот успех, во наводници успех, на градоначалничката Даниела Арсовска. Погината слоница, жирафа, монголски коњи, лемури, антилопи, дали зоолошката во градина во Скопје станува масовна гробница. Од најразвиена и најпосетувана во регионот, до руинирана со и клучна врата. Една од најстарите зоолошки во Европа ги преживува најтешките години од речиси своето 100-годишно постоење. Не така одамна, од 2016 година, зоолошката стана дом на слон по цели 25 години, за кој беше адаптиран простор на 400 метри квадратни, за кој беа одвоени околу 26 милиони денари, како и динопаркот кој беше изграден во 2021 година. А до пред само 3 години се проценува дека ја посетувале околу 14.000 посетители годишно. Во минатото, бидејќи тука одма кај живеам, порано сам фазани шета пред 30 години, до зграда ни доваѓан, па ниедно животно не беше ургинато. Слонови, тогаш имаше мајмуни, имаше такви работи. Онако што има и денеска, али слободно шетаа, па не беше ни толку ни заградено. Денес ситуацијата е целосно променета. Само во последните 3 години угинати се околу 40 екзотични животни, а се стравува дека бројката е далеку поголема. Дел од нив, како жирафата Каспер, за која се докажа дека угинала од бактеријата салмонела, која најчесто се наоѓа во контаминирана храна, е најдобар доказ за состојбата во која што се наоѓа скопската зоолошка, која моментално е под клуч поради присуство на птичиот грип, кој ги стави вработените во целосна изолација, но за среќа не беа заразени со опасниот вирус. Но ова не е единствен скандал. Во последните 3 години променети се 3 директори, од кои едниот од нив издал наредба да бидат заклани 10 коњи, а местото од нив да се користи за храна на животните, зашто остро реагира и самите вработени во зоолошката. Разрешница не доби ниту смртта на 3 расни монголски коњи, за кои постои сомневање дека се отруени со брзо разредувачки отров. Граѓаните се на став дека одговорност мора да има. Вината ја гледаат во моменталното раководство и град Скопје, под чија надлежност е институцијата. Дел од нив дури сметаат дека во вакви услови зоолошката воопште не треба да постои и дека најдобро би било да се затвори. Не се грижа добро за, можеби не треба да имаме зоолошка. Тие животини шипте земјане од зоолошка да се грижа за нив до крај и во едина да не дојде до една ваква работа. Зоолошката во 2006 година доби статус на кандидат за членство во Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. Статус кој поради лошата инфраструктура и лошите услови во кои живеат животните, но и аквариумот кој зоолошката требаше да го изгради, а не го изгради, минатата година го изгуби и нема да има право да аплицира во следните 5 години. А со самото тоа нема да има можност за размена на животни со други зоолошки од Европа. Токму така, од најпосетувана зоолошка градина во регионот, Скопската, откако градоначалничка стана Арсовска, сега повеќе наликува на масовна гробница за екзотични животни. И не само тоа. Врвот е што вратите на зоолошката се затворени и ќе останат така, затоа што постоеше ризик таа да стане европски Вухан, епицентар на нова опасна епидемија на птичи грип. И сега, откако оваа историја објавивме во вестите на Алфа, замислете, Арсовска преку своите адвокати испрати демант и закана за тужба затоа што сме го нарушиле угледот. Прво и основно, за да нарушите нечи углед, треба да го имате. А за тоа каков е угледот на Арсовска како градоначалник на Скопје, слободно излезете на улица и прашајте било кој скопјанец. Второ, што е тоа што демантира таа? Во историјата која објавивме, изнесени се факти кои се јавно достапни. Па од тука се поставува прашањето, например, дали смртта на жирафата Каспер од салмонела е невистините? Или масакрот кој беше извршен врз 10 коњи за кои самите вработени реагираа бил манипулативен или клевета?
Дали смртта на слонот кој беше пренесен од зоолошката градина со багер на депонијата Дрисла е лага? Или можеби птичиот груп заради кој се стави клjuč на врата и го стави под ризик здравието на посетителите е невистина која ние си ја измисливме? Дали Алфа е виновна што е изгубен статусот на членка на Европската асоциација на зоолошки градини и аквариум? Или дека надлежните кои раководат со зоолошката можеби треба да или мора да сносат одговорност? Но ето едно ќе признам, можеби навистина сите угинати животни не се закопани во самата зоолошка, туку во депонија или на друго место, па затоа можеби сме утнели и не сме можеле да ја наречеме самата зоолошка гробница. И да е само зоолошката градина. Ова повеќе наликува на сцена на некој филм на Емир Костурица отколку на слика од главниот град на земја кандидат за членство во Европската Унија. Град кој за некоја година треба да биде европски центар на културата. Сушност можеби тоа е целта на Арсовска, нели Костурица и неговите дела важат за врвна уметност, па со вакви сцени Скопје сака да ја представи својата уметничка вредност. Шегата на страна. Проблемот со кучињата скитници ги помина сите граници. Последен од низата случаи на каснување, која згрозија јавноста, е од пред само неколку дена или една недела, кога ракометарот Вуко Борозан, бекот на Вардар, еден од најдобрите ракометари во тимот, не можеше да игра во свое најдобро светло затоа што бил искасан од кучиња скитници. Минатата недела Црногорецот морал да интервенира и да ги брани своите деца кои биле нападнати од глутница кучиња и при тоа се здобил со телесни повреди. Односно, докторите на скопските клиники морале да му стават 15 конци. Значи, зоолошката и овој нападов на кучињата се само две последни достигнувања на Арсовска, која нели уживала углед, па ние сега и го нарушуваме. И Арсовска, како и Костадинов, беше одбиено на повикот за унгарските пари. Додека Костадинов конкурирал со веќе започнати и постоечки проекти, Арсовска не се ни потрудила да ги докомплетира документите. А меѓу проектите било барање за автобуси и пари за чистење на улици. Нешто што представува основна дејност на општината. Значи, овие две работи, таа треба да ги решава тековно како градоначалник, а не да бара пари кои се наменети за капитални проекти или нова инфраструктура. Ако не, ајде сите пари да ги даеме неизе, некој друг нека го води Скопје, па можеби ќе и порасне угледот. Како и да е. Значи, тоа се трите општини, тоа се тројцата градоначалници кои секојдневно кукаат како некој им подметнува, како некој води политика и слично. Со други зборови, едни од најлошите градоначалници во Македонија. Па еве само како мал пример да ја земеме за споредба општина Кочани, која неделава се пофали дека станала прва општина во Македонија која поставила паметно улично осветлување со кој ќе заштеди 15% на сметките за струја или околу 10.000 евра годишно. И со тоа ќе го подобри квалитетот на воздухот и ќе се намали кражбата на струја. Ова е само мал пример што прават другите општини, додека овие тројцава на чело со оној малиот Наполеон и оваа со нарушениот углед само кукаат за да ја скријат својата неспособност. Затоа мислам дека владата мора подитно да подготви измени на законот за локална самоуправа и да се воведе можност за отповикување на градоначалници, затоа што ова веќе не се трпи. Се дека овие се занимаваат со отцепување, со обезбедување на обична вода за пиење, кучиња скитници, зоолошки градини, владата има многу поважна работа на својата агенда. Европската Унија ќе стои рамо до рамо со Македонија на евроинтегративниот пат и ќе помогне во исполнувањето на сите обврски. Предлогот на власта за уставни измени со одложено дејство не беше одбиен од шефицата на Европската комисија, која од Скопје испрати охрабрувачки пораки дека Брисел ќе работи напорно за откочување на процесот. Дипломатската офанзива на премиерот Мицкоски, изминатиот период во европските престолнини, ја омекна реториката на Урсула фон дер Лајен. Уверена е дека може да се надминат сите пречки. За мене мощно е важно тоа што имаме јасна цел. Работам колку што можам, за да можеме да ги отвориме преговорите за кластерот фундаментални вредности. Уставните промени треба да се разработат. За мене тоа е важно. Важно е и е во интерес на Северна Македонија да бидеме успешни и затоа сакам да ве уверам дека
ќе бидеме со вас на секој дел од патот за да стигнеме до заедничката цел. Може да сметате на нас? Напорна работа за суштински реформи, негување на европските вредности и зачувано достоинство, гордост и идентитет. Ова е рецептот за успех и конечно исполнување на европскиот сон според премиерот. Христијан Мицкоски и порача на шефицата на Европската комисија дека Македонија е посветена на евроинтеграциите, но и на доближувањето на самата Европска унија до граѓаните, преку подобрување на животот, стандардот, владењето на правото. Свесни сме дека пред нас стојат значајни предизвици. Реформите кои ги спроведуваме во областите на правосудството, борбата против корупцијата, економскиот развој и зајакнувањето на институциите се клучни за нашата иднина. Овие промени не се само услов за членство во Европската унија, туку се неопходни за подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Владата високо ја цени заложбата на претседателката за проширувањето на Европската унија во најскоро време. Посетата на фон дер Лајен, која е во рамки на незината балканска турнеа, доаѓа кога власта се обидува да излобира кај земјите членки на Европската унија да се изнајде решение за деблокада на евроинтеграциите. Иако во Скопје беше само еден ден, мислам дека пораката на фон дер Лајен, иако беше завиена во вешт дипломатски речник, е јасна како бел ден. А тоа е дека Европската унија не го одбива предлогот на новата влада за одложено дејство на уставните измени. Председателката на Европската комисија на пресконференцијата рече, и тоа цитирам, уставните измени треба да се разработат. Тоа е важно. За да нема дилема, ќе кажам дека преведениот глагол разработат прилично прецизно одговара на зборовите to be worked on, како што точно се изрази фон дер Лајен на англиски јазик. Тоа значи дека на уставните измени допрва ќе се работи, што е многу поразлично од сите досегашни пораки од ЕУ и Брисел, но и од другите центри во Европа, па и преку океанот, кои беа далеку поинакви гласеа. Уставните измени мора да се усвојат. И тоа да се усвојат така како што ги ветила претходната влада на СДСМ и ДУИ. Нели ветување кое не можеа да го спроведат во парламентот поради огромниот отпор на граѓаните. Значи, просто јасно. Едно е да се нареди уставните промени да се усвојат безпоговорно, а друго е да се каже дека уставните промени треба да се разработат. Разликата е суштинска. Зборот разработат остава простор за формулата одложено дејство, која сите ја знаеме, најде ќе ја повторам на кратко. Тоа е Македонија да ги усвои уставните измени за влез на бугарите, но тие да важат откако Бугарија ќе го ратификува протоколот за членство на Македонија во ЕУ. Таквата формула нели нуди гаранции за Бугарија дека сигурно влегуваат во уставот, но нуди и гаранции за Македонија дека Софија нема да може на секој чекор да не блокира и да поставува нови вета. Така што оваа порака на фон дер Лајен е оптимистичка. Но уште сме далеку од тоа да можеме да славиме. Ова е само показател дека и во Европската унија веќе почна да преовладува гласот на разумот и дека предлогот на новата влада е логичен и издржан и дека со него може да се премости проблемот со Бугарија со еден ваков компромис кој е прифатлив за Скопје, за Брисел, а е прифатлив и за Софија, но откако таму ќе завршат изборите и ќе добијат стабилна политичка влада. И мислам дека никој нема дилеми, дека ова е мала, но суштинска промена на ставот на Брисел е резултат на дипломатската офанзива на премиерот Мицковски и неговиот тим, кој упорно, искрено и без било каква резерва на меѓународната заедница и објаснуваше кои се фалинките и проблемите на предлогот за вметнување на бугарите во уставот таков каков што е сега. Предлог кој не заборавиме, го стокми претходната влада на СДСМ и ДУИ, односно двоецот Ковачевски и Османи, со безпоговорното прифаќање на оној француски предлог, без за тоа да имаат било каква поддршка. Очигледно е дека дипломатската офанзива на Мицковски вроди со плод. Неговиот предлог за уставни промени со одложено дејство не само што има речиси целосна поддршка на домашната политичка сцена, добро освен од СДСМ и ДУИ, туку еве гледаме дека полека, но сигурно суштински аменува и позицијата на Брисел во врска со ова прашање. Со други зборови, по само 4 месеци од како се на власт, Мицковски успеа да ги размрда бугарите, да ги фати малку неподготвени, да ги разоружа и да ги стави под контрола тоа нивните невидени притисоци. Но уште поважно, ете го успеа да допре до европските челници да ги увери во македонските резерви и нелогичноста во однос на условот над условите. И ете да го натера Брисел малку да размислува дека неговиот предлог за одложено дејство и не е така лош,
туку токму спротивното. Се нуди елегантно и прецизно решение, кое без менување на преговарачки рамки, нови договори и слично, може да го премости проблемот за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Бугарија нели добива гаранции, Македонија исто добива дека нема да има блокади, односно дека другите теми како што се историја, идентитет, јазик и слично не може да бидат бугарски или уште помалку европски услови. Значи им покажа и на домашниве циници дека можело и на друг начин да се реши проблемот, ама за тоа треба да се има знаење, мудрост, државнички осет и пред се храброст, а не како досега за грст пари да се витка кичма на секоја уцена. Ама не, соочени со ваквиот успех на Мицковски, црвениот телефон мораше нели да зазвони. Партиските загари, само прогласеното граѓанство и нивните медиумски слуги се ставија во погон. Сечење, лепење, монтирање, да направат обид да му се продаде на народот уште една лага. А таа е дека Мицковски извршил предавство. Преспанскиот договор нели го нарекол брилјантен и ремек дело. И тоа не пред било кого, туку пред меѓународната заедница. Уште да беше ова вистина ќе беше добро. Но како и секоја лага, и таа имаше кратки нозе. If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally, decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute. Прво и основно, во самото видео одговорот што го постирашете премиерот на социјалните мрежи, зборовите брилјантен и ремек дело беа во наводници, што само по себе објаснува во која смисла се кажани. Второ и најважно, само едно зборче може да смени смислата на една реченица, а тоа зборче во случајот кое северџанските загари ете случајно заборавиле да го цитираат е ако. Зборот ако. Значи реченицата на премиерот е јасна како белден. Ако Преспанскиот договор беше ремек дело на европската дипломатија, нешто што да речеме брилјантно и така натаму, така натаму. Значи јасно е како белден што сака да каже премиерот. Не дека за него Преспа е ремек дело, туку ако за меѓународната заедница и европската дипломатија овој договор, кој тие нели со години ни го продаваат како ремек дело, зошто тогаш тоа нивно брилјантно дело не се преслика во односите со Бугарија? Зошто одложеното дејство содржано во Преспа не се употреби за условот над условите, влегувањето на бугарите во уставот, ама условено да важи кога ќе влеземе во ЕУ. Но наместо да го поддржат овој брилјантен излез од ќорсокакот во кој се наоѓаме, за СДСМовските загари и медиумски слуги поважно е да се прогласи Мицковски за предавник, наместо да му се даде ветер во грб во одбрана на македонските национални интереси. Само продолжете така, далеку ќе стигнете. И еве сега, после ова фон дер Лајен, сите вие сервилни, циници, скептици од СДСМ добивте заслужена лекција. А таа е дека ако се сака и ако се знае како, се може. Тоа што вашите знаеа или едноставно не знаеа или едноставно не им беше крижа, поважни им беа нели парите, е ваш проблем. Македонија сакале вие или не ќе оде напред. Да резимирам. Пораката на фон дер Лајен е оптимистичка, но недостасува уште многу работа за да почнеме или за да можеме да славиме. Благата промена на ставот е само показател дека и во Европската Унија веќе почнува да превладува гласот на разумот и дека предлогот на новата влада е логичен и издржан и дека со него може да се премости проблемот со Бугарија со еден ваков компромис кој е прифатлив за Скопје, за Брисел и да, ќе биде прифатлив и за Софија откако ќе завршат изборите таму. Затоа мислам дека Мицковски и неговата влада се на добар пат и не смеат никако да попуштат, посебно сега кога веќе се гледа дека нивните напори полека но сигурно даваат плод. Да, можеби во Брисел во моментов нема толку огромен оптимизам, но тоа што е важно е дека гледате предлогот не е отфрлен и како што рече фон дер Лајен, заедно со нас ќе го разработуваат. Така што можеби и ќе треба малку време. Но убеден сум дека на крајот и Европската Унија, но и Бугарија, откако ќе има влада, ќе увидат дека да, уставни измени, но со одложено дејство е најдобриот излез од сегашниот ќорсокак. Верувајте, нема да биде загубено време додека чекаме. Сите знаеме дека уставните измени не се единствениот услов за приближувањето на Македонија кон европското семејство. Мора да си ги средиме и работите дома, да спроведеме реформи, да се европеизираат институциите, да имаме силна борба против корупцијата и организираниот криминал и ќе треба работа за да се воведе владењето на правото и независно судство. Ете ЕУ ја прифати нашата реформска агенда, така што можеме ова време да го искористиме максимум и да се посветиме на нејзино спроведување во целост, така што кога ќе дојде време да си бидеме целосно подготвени.
Тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица, така што нели традиционално тука имаме уште некоја минута за уште некоја тема која не стигнавме да ја разговараме во првиот дел. За што станува збор? Владата и Ману ќе договараат проект преточен во стратегија за Македонија до 2050 година, најави премиерот Христијан Мицкоски. Со овој проект ќе се дефинираат приоритетите на развој на државата, демографските предизвици, економските цели и како да се стигне до нив. Земјоделски, технолошки развој, енергетски и транспортен развој. За таа цел премиерот повика да се направи национална стратегија со стручни лица и ги повика македонските академици да соработуваат. Една сеопфатна стратегија која ќе дефинира новата парадигма на современата држава. Ние мора да ги користиме знаењата на сите кои можат да помогнат. Ние мора да се обединиме и да поставиме долгорочни цели за развој на државата, а потоа ќе побарам широк партиски консензус за прифаќање на таа стратегија. На граѓаните оцени премиерот им е преку глава од водење држава ден за ден. Потребна им е долгорочна стратегија чии главни точки и цели нема да зависат од лакумоста на политичарите, ниту од нивното незнаење. Македонската академија на науките и уметностите и научните умови беа маргинализирани, насочени само кон своите проекти и научни цели. Но овој пат мора да се вклучат и да помогнат во развојот и во поставувањето на целите и приоритетите. Потекнувам од Универзитетската Зеница и знам што значи титулата која ја имаат сите оние кои што ги повикувам да се вклучат во овој проект. Онив може многу да научиме и тие се духот на нашата земја и дел од нашиот идентитет. Секоја академија на науки од соседството соработува со својата држава и придонесува кон градење на стратегиите на државата. Нашата мора да го добие заслуженото место на почит, но и на одговорност, рече премиерот Мицкоски. Одлична идеја. Значи во клучен момент за државата, Мицковски им понуди отворена рака на сите чинители во државата. Интелектуалците, научниците, политичарите, функционерите, народот, сите заедно да изградиме стратегија каде и како ќе се движи државата во наредните 25 години. Да се усвои документ за кој ќе има национален консензус од сите, без разлика на политичката или етничката припадност, со кој ќе се одредат приоритетите на државата и начинот како тие да се остварат. Во него би биле содржани долгорочните цели во контекст на демографските, економските и технолошките предизвици, како и развојот на енергетиката и транспортот. Секако таму би стоел и најголемиот национален приоритет, а тоа е за членувањето на Македонија во Европската Унија. И тој документ да биде водилка не само на оваа влада, туку и на сите други во иднина. Македонската академија на уметностите со отворени раце ја прифати понудата и изрази подготвеност заедно со универзитетските професори и научната заедница да учествуваат во изработката на една ваква стратегија за развој на Македонија до 2050 година. Секако Македонската академија на науките и уметностите го поздравува и поддржува предлогот на председателот на владата, професор доктор Христијан Мицковски, за изработка на заедничка стратегија за развој на државата до 2025 година. Впрочем, тоа е дел од нејзината основна дејност, да изработува стратегии за најважните области по кои треба да се движи државата, како што се образованието, науката, економијата, владењето на правото, здравствениот систем, земјоделието, енергетиката, пензискиот систем и друго, изјави председателот на МАНУ Живко Попов за Алфа. Попов уште наведе дека после подолг период државата им се обраќа за помош, што за нив представува огромна чест и поддршка, како највисока научна институција во Македонија. Сега, за разлика од МАНУ и секој друг човек на кој му е грижа за Македонија, СДСМ очекувано го отфрли предлогот. Ке се обединат ли власта и опозицијата околу заедничка национална платформа Стратегија 2050, што треба да обезбеди, како што рече Мицкоски вчера, опстанок на државата и заштита на националните интереси. Од владеачката ВМРО ДПМН со повик до СДСМ да излезе, како што велат, од тесно партиските интереси да покаже конструктивност и чувство за одговорност кон државата. Македонија не смее да биде заложник на нечии тесно партиски интереси, ниту пак да биде монета за подкусурување на нечии политички кариери. Интересот на државата и на генерациите кои доаѓаат после нас
mora da биде врвен приоритет. Тоа може да се оствари само со сеопфатна стратегија, која ќе го трасира патот за развој на државата, каде граѓанинот и неговиот интерес ќе бидат јадрото. Од СДСМ експресно одбија, тврдејќи дека предлогот е празна реторика на Мицкоски. Подсетуваат дека во времето на нивната влада веќе била изработена државна стратегија за развој 2024-2044. Мицкоски веќе повикуваше на обединување околу 10 точки вредности кои самиот не ги почитува. Сега повикува на обединување околу стратегија која веќе постои и овој пристап го сметаме за крајно несериозен. СДСМ од досегашните политики на Мицкоски не може да препознае ни една политика која е во интерес на граѓаните, околу која би можеле да се обединеме, коментираат од партијата на Филипче. Јас на вистина не можам да ги разберам овие од СДСМ. Не знам каков проблем може за нив да представува усвојување на еден ваков документ, освен ако не ги интересира воопшто Македонија. Па прво и основно, тие би учествувале во изработката, така што во тој документ би стоели нивните заложби и ставови за тоа каде би се движела Македонија. Освен ако тие можеби и немаат став за било кое прашање, освен за полнење на џебови. Второ и уште поважно, таквиот документ пред себе е обврзал актуелната влада на чело со Мицковски да го почитува и работи според него, така што ако има отстапување, тоа би било на штета на ВМРО, ДПМН, а во корист на СДСМ. Ама не, СДСМ одбива се што ќе излезе како предлог на власта. Тоа не е конструктивна опозиција. Тоа е чисто политиканство и немање на визија. Како им кажа Шилегов, СДСМ е заробена партија уште од 2019 година, со двајца октроирани од јужните краишта. Тоа не е СДСМ, тоа се тезгароши, од Горни и Долни Милановац. Ќути и јас еднаш да се согласам со Шилегов. За нив стратегијата за следните 25 години е научна фантастика. Тие не гледаат подалеку од своите џебови и своите новчаници. Ништо ново. Затоа што видовме во изминативе 7 години колку нив ги интересира Македонија и која е нивната стратегија. Свитка ја кичмата, наполни го џебот и ич да не ќе гајле за народот. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Да повторам тоа што ви го кажав на почетокот, односно малата новина. Од денеска направивме нови канали и нови страници на социјалните мрежи, каде што седмица ќе биде полесно достапна. Па така на YouTube, Instagram и наскоро на Facebook, доволно е да напишете Седмица со Коле Чашуле и веднаш ќе можете да го најдете каналот каде ќе биде постирана секоја нова епизода. Во исто време на овие канали преку недела ќе има и кратки видеа на кои ќе коментираме и дневни теми. Така што повторно би ве замолил, тркнете на YouTube, побарајте Седмица со Коле Чашуле, кога ќе го најдете каналот, притиснете subscribe, ништо нема да ве чини, а ќе добивате известувања за секоја новина. Освен што ме гледате тука на Алфа, ете, ќе имате и можност, ако сте пропуштиле нешто или ако подетално сакате да видите, тоа да го направите на YouTube и социјалните мрежи. За сега толку. Со Господ напред се гледаме за една недела на исто место во исто време. Имајте пријатна вечер.